Се крои нова влада и ново мнозинство. Скопјанка е на врвот на листата на највисок годишен бруто доход. Смирена, амбициозна и исполнителна, велат блиски соработници на Сања Лукаревска. Фракционерски битки се играат во Социјалдемократскиот сојуз пред престојните реформски зафати во партијата. Новият политически проект "Продължаваме промяната", който спечели най-много гласове на българските парламентарни избори, започва съставянето на правителство. Нова бугарска влада, прикриени надежи во Скопје и Брисел, резервираност во Софија. Топката е в Скопие. Това е отдавна известната българска позиция. Еден поглед од Бугарија со македонска диоптрија од очите на македонски бизнисмен кој токму на денот на изборите во Бугарија бил во Софија. Во Бугарија не се бават со предходниците. Минатата недела имаше избори во Бугарија, Красимир Карагачанов и неговата партија ВМРО-БНД освоија точно 0 пратеници. Игор Киров. Тоа мало парче земја што го имаме, да почнеме да го просперираме, да почнеме да го работиме, да почнеме да екзистираме. Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Трилинг. Буџетот е во парламент, ЗАЕФ е се уште во својот кабинет. Откако коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН не успеа да изгласа недоверба на владата. Сега веќе се крои новото парламентарно мнозинство и новата владина коалиција која очигледно ќе предводи и натаму Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Во ова привремено политичко примерие, лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски прави своевидна ротација во своите настапи пред меѓународната заедница. За него веќе Преспанскиот договор е апсолвиран. Ги омекнува и позициите во однос на релациите со Софија. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник за прв пат по локалните избори, но и генерално во емисијата Трилинг е заменикот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и директор на управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов, благодарам на поканата. Лукаревска, ќе има ли ново парламентарно мнозинство? Кој ќе го состави во ситуација кога лидерот најавува повлекување и од позицијата председател на СДСМ и од премиерската позиција? Во моментов лидер на СДСМ и премиер во владата е Зоран Заев. Ние имавме централен одбор во кој што побаравме еден вид на одложување на самата негова оставка, која што ја даде веднаш после вториот круг на локалните избори и секако дека парламентарното мнозинство ќе се зајакне, ќе се зголеми уште повеќе, а со тоа секако дека ќе можеме да одиме и понатаму напред во сите оние процеси кои што стојат како предизвик на државата и на владата предводена од СДСМ. Заев влезе во разговори со алтернатива на Африм Гаши. Кои се отстапките или понудата на СДСМ до Африм Гаши за да се приклучи на владината коалиција? И дали СДСМ е подготвена да отстапи дел од министерските ресори? Да оставиме најпрвен времето да покаже, бидејќи сега во овој период ќе се случуваат сите тие работи, отстапки секако дека нема, затоа што има една заедничка заложба која што ја имаме со алтернатива, тоа е евроинтегративниот процес, прогресивното функционирање на некој начин, да кажам, во државата и секако се она кое што досега ни беше на некој начин, ако можам така да кажам, заложба на владата на СДСМ. Тоа го препозна алтернатива, го видовме оној неуспешен обид во собранието кој што беше од страна на ВМРО-ДПМН за гласање на недоверба на владата, така да сега понатаму треба да оставиме можност за се она кое што остана нереализирано во рамки на владината програма да се реализира заедно со уште посилно и поголемо парламентарно мнозинство. Тоа го очекуваат и граѓаните. Лукаревска, кој ќе го води новото владино мнозинство, ако се има предвид најавата и ако се ефектуира најавата на премиерот и лидер на СДСМ за негово повлекување? Јас пак ќе напоменам дека во овој период сега кој што доаѓа ќе ги имаме сите
нејасноти расчистени, сите дилеми, сите непознати во таа равенка, ако можам така да кажам. Така да не одиме со било какви хипотетички размислувања, тук сепак да оставиме она кое што времето Нема ќе ни го временска покаже. рамка во партијата договорено до кога Заев ќе се повлече од лидерската и од премиерска позиција? Искрено вака, нема да калкулираме нити јас, нити раководството со било какви имиња, со било какви рокови. Пред се е битно да го задржиме она што значи државно владење, како што доликува на една земја кандидат членка за Европската унија, земја која што е интегрирана во процесот на НАТО и така натаму. Така да во наредниот период ќе видиме дека кога ќе дојде на дневен ред повторно оставката на председателот Заев, секако дека ќе почнат и сите оние процедури кои што доликуваат на една демократска партија преку посебни критериуми, правилници и така натаму. Вице-премиерот и подпредседател во СДСМ Бетичи денови изјави дека следува реконструкција на владата. Дилемата е ќе има реконструкција или нов состав на владата? И тоа ќе зависи исто така од се она кое што ќе се случува во наредниот период. Најпрви да ги видиме сите оние ефекти кои што ќе произлезат од средбата која што ќе има председателот Заев со председателот на Алтернатива и од таму веќе ќе може да ги црпиме сите оние размислувања понатаму. Секако дека како и да биде, првенствено што е најбитно да проложиме да функционираме и во едни вакви услови, бидејќи гледаме дека има соодветни светски проблеми кои што ги засегаат сите земји, не само нашата држава, и сето тоа да знаеме да го изменаџираме успешно како и до сега. Пошто ја гледам, че следите интервју со директорот на Управата за јавни приходи и заменик председател на СДСМ Сања Лукаревска, за дворските игри во СДСМ, за тоа кој би можел да биде идниот мандатар за состав на владата, нешто подоцна, сега ќе се префрлиме на уште една, можеби поважна тема за која го тресе светот, но и дома, тоа се парите. Ако идејата е капитал, а парите го вртат светот, буџетот влегува во парламентот, досега ова е најобемниот буџет, 4,4 милиарди евра, но останува впечатокот и проценката како оди наплатата во моментов во Управата за јавни приходи. Јас го имам прегледот за периодот јануари-октомври 2021 година, имаме наплатено околу 73,3 милиарди денари, кој што овој износ кој што сме го наплатиле за овој период е повисок за 2,30% во согласност на планот кој што го имаме како даночен орган, а во споредба со истиот период во 2020 година имаме раст од скоро 18,6% на собраните даночни приходи, што можем да кажеме бројка која што навистина импонира. Имаме скоро во сите даноци раст, односно повисока наплата во однос на 2020 година, кај данокот на добивка околу 6%, кај данокот на личен доход 9,77% и кај данокот на додадена вредност имаме 24,77%. И имаме вратено повеќе поврат на ДДВ 17,75% во споредба со 2020 година. Преку овој данок ДДВ кој што го собираме, меѓутоа и го враќаме, ние може да ги видиме вистинските економски текови како се движат во државата. А гледајќи дека имаме навистина раст, во тој случај можам да кажам дека буџетот, тоа што е основната заложба и улога на Управата за јавни приходи да го полни, да ги собира приходите, мислам дека успешно ќе го спроведуваме во 2022. Министерот за финансии вели дека финансиската консолидација допрва следува, дека во моментов состојбата е стабилна, но останува впечатокот околу битката со сивата економија. Па буквално сега, баш до крајот на овој месец, заедно со министерот Бесими, разговараме и ќе направиме една интересна кампања за борба против сивата економија со поддршка од повеќе релевантни други меѓународни фактори, бидејќи ММФ и Светска банка секој пат како таргети и она кој што ни е основна заложба е како да се избориме со сивата економија. Мислам дека тука сите институции кои што ги менаџира Министерството за финансии, како и други сродни министерства, заеднички треба да се бориме што повеќе со сивата економија. Секој во својот домен. Ние преку нашиот контролен механизам како Управа за јавни приходи,
финансовата полиција и финансовското разузнавање со навремено таргетирање на сите оние кои што сакаат да го изиграат системот, односно да ги скријат даноците. Тука исто така имаме доставувани огромен број на кривични пријави до основното јавно обвинителство и ги детектираме слабостите. Имате ли увид колкав е процентот на оние кои се обидуваат да или затајуваат данок? 98% имаме доброволно плаќање на даночните обврски од страна на даночните обврзници. Значи само 2% ни останува процент кој што всушност станува збор за присилна наплата, за ненавремени плаќања, криење на даночните обврски, односно ненавремено искажување во соодветните даночни пријави. Одреден сегмент, пак ќе се навратам и ќе напоменам, за целните групи, кои што сега ги детектираме, имаме направена огромна анализа и во заедничка акција со другите институции ги ловиме буквално, ако може така да кажем, сите оние кои што го сакаат да не го платат она кое што е данок. Голема брева во јавноста се дигна околу тој проект, околу прогресивното оданочување, но се чини дека се поголем е процентот на сиромашни, а богатите ги полнат джебовите. Може да се надмине оваа класна разлика, условно кажано, јазот помеѓу богатите и сиромашните? Па затоа и беше поентата на прогресивно оданочување, кој што го кажува праведно, нели, дека оние кои што заработуваат повеќе треба да плаќаат повисоки даноци, отколку оние кои што заработуваат помалку. Но не го издржавте налетот на притисокот од големите, условно кажано, зверки? Па не баш дека од големите зверки беше најголемиот притисок, туку мислам дека во тој период се остави малку простор за дебата од сите засегнати страни, од сите релевантни фактори во општество. Дали тука ќе бидат и коморите, дали тука ќе бидат соодветни други институции. Мислам сега до 2023, кога повторно треба нели да се врати прогресивното оданочување, треба длабинска анализа да се направи и точно да се таргетира на кого ќе се однесува тоа прогресивно оданочување и што би сакале ние да имаме како бенефит од тоа прогресивно оданочување. Меѓутоа, чекор по чекор треба да го адаптираме општеството на оние новини кои што ќе произлезат од прогресивното оданочување. Нашиот систем е подготвен за тоа, меѓутоа со сите оние аномалии кои што ги има претходно, сега веќе треба да ги надминеме за да може да го видиме и ефектот. Во дел од јавноста се има впечаток дека ОЈП понекогаш се обидува или бега да покрие дел од реоните каде можеби сме сведоци на сива економија. Ние сме контролирале и контролираме и ќе контролираме ни сите региони во државата, буквално во секој град. Дури конкретно за овие региони за кои што вие ме прашувате, имаме и најмногу жолти ленти поставено на соодветните објекти. Имаме 2163 контроли спроведено за периодот од 1.1 до 39 и имаме наод од вкупно 1,3 милиарди денари, односно од овие 2163 контроли 45,26% контролите се со утврдени неправилности. За разлика од тоа, во 2020 имаме спроведено 1914 контроли, за кои што 48,17% биле контроли со неправилности, меѓутоа наодот кој што сме го утврдиле е 710 милиони денари, значи 660 милиони денари имаме утврдено повисок наод оваа година 2021, заклучно со септември месец, во споредба со 2020. Ако пазарните економии, сивата економија е сведена на 15 до 20 насто, кога може во Македонија да го стигнеме ова ниво? Ако сите институции заеднички функционираме како едно, ако сите институции се подржуваме една со друга во справувањето со сивата економија, ако граѓаните исто така ни помогнат да ни алармираат за созбивањето на сивата економија и ако како држава решиме дека стриктно ќе се бориме со сивата економија, мислам дека за извесен период ќе можеме да стигнеме во оваа граница која што ја зборувате ви од 15 до 20%. Меѓутоа регионално мислам дека не сме во некоја загрижувачка група.
На почетокот од разговорот го споменавме буџетот за 2022 кој влегува во парламентот. Може ли реално во вакви услови на здравствена, економска, енергетска криза да очекуваме реално идната година стабилизација на економската состојба и социјална, подобрување на социјалната слика? Добро, тоа ќе значи и од оние и светските и европските трендови, ќе видиме како ќе одат тие работи таму. Меѓутоа, јас можам да кажам и да како и претходната година, така и следните години, секако ако имаме уште поголеми бројки или ете да кажем да не спласнува корона кризата или она енергетска криза, секако дека економскиот тим во владата ќе треба да прави обсежни анализи, да ги гледа бројките и врз основа на тоа да се креираат други соодветни мерки. Лукаревски, еден македонски бизнисмен, не крие дека има конта надвор од државата, односно во даночните раеви, но дека парите наводно ги враќа во државата. Како ги одначувате тие финансиски средства? Преку ЕПДД системот, кој што е одличен систем, можам да кажем, ние може да ги следиме сите приливи од странство. И доколку видиме дека тоа не е оданочено, ние веднаш може да спроведеме контрола, односно и да издадеме решение дека одреден приход не е оданочен и дека треба да го плати соодветното физичко лице. Одличен модел на онаа даночна амнестија има во Албанија. Таму даде соодветни ефекти и мислам дека и од таму треба да црпиме соодветни искуства и секако со сите оние други наши блиски, да речам, земји, бидејќи некаде нашите даночни системи, нашиот и на земјите од регионот се доста блиску и многу пати имаме и заеднички контакти, ги следиме во чекор сите збиднувања кои што ги има кај нас, кај нив. Мислам дека некаде сме многу напред, некаде каскаме во место, меѓутоа не сме, да речеме, толку лоши. Дали може да ни се случува да се соочиме со амнестија на капиталот? Ова што многу често се случува, да ги изнесете средствата надвор, па потоа низ други фирми да ги вратите, дали воопшто и да не се вратат во македонски дел? Имало такви ситуации. Сме гледали и такви компании. Ние имаме кај нас Risk Evaluation System, кој што одлично знае да ги детектира тие 70 критериуми преку ризик фактори. Така да ако било која компанија смета дека може да ги изнесе парите, па потоа тука да ги внесе во државата и тоа да помине онака безшумно, безчујно, мислам дека се лаже. Лукаревска, во вториот дел ќе се осврнеме на политичкиот аспект. Најпрво, може ли буџетот да биде донесен со новата влада? Или со старата? Тоа ќе треба да видиме до крајот на годината. Па ќе кажам, хипотетички не би можеле да зборуваме, треба да видиме што ќе се случува во наредниот период и да го видиме составот и зголеменото парламентарно мнозинство. Би се кандидирале за лидер на партијата? Во моментов лидер и премиер е Зоран Заев, јас не би се кандидирала за лидер. Вешто се обидувате да одбегнете одговор, оставката ќе се реализира на Заев и каков ефект дава неговото одложувањето или пролонгирањето на повлекувањето од двете функции? Ние пред известно време, мислам, имавме централен одбор и таму нели го донесовме заклучокот за одложување на оставката. И како председател на партијата на господинот Заев и како премиер, и тоа е негова одлука и целото раководство стои позади таа негова одлука, затоа што сме разговарале многу, сме дебатирале многу. Тој е нашиот лидер и секако дека во наредниот период ќе се отвори повторно оној демократски процес со кој што ќе можат самите членови да гласаат за новиот лидер на СДСМ. Се чини дека во партијата по изборите започне на постапка на дворски внатрешни игри, на крило поврзано блиски соработници на Заев и луѓе кои ја протежираат политиката на министерката за одбрана Шекеринска. Инаку министерката за одбрана Шекеринска деновиве во интервју за утрински брифинг вели на партијата покрај кадровско освежување и е потребен нов пристап. Каде сгреши СДСМ за да и се случи ваков изборен бродолом? Ние знаеме од каде почнавме, што наследивме, што утврдивме кога дојдовме на власт, дека е многу потешко
од 2017 кога државата беше во минус 100, да доведеме и до една позитивна бројка, макар едноцифрена, значи на позитивното конто, е голем успех за СДСМ. Исто така бевме исправени пред решавање на огромен број на сериозни прашања, за кои што ја плативме и цената сега на локалните избори. Меѓутоа, никој пат сметам дека сите оние познавачи на политиката не би дозволиле да се стават под знак на равенство државотворните одлуки и комуналните проблеми. И Макрон, и Меркел ги изгубија изборите. Нас навистина не треба уште по-голема длабинска анализа, меѓутоа јас и понатаму ќе имам одговорност да кажувам и да потенцирам дека во моментов најдобрата вистинска опција за напредок на државата е СДСМ. Што се однесува за дворските игри, мислам дека дворски игри не може да кажем дека одат заедно со сериозни луѓе. Секој пат СДСМ како партија можеби е повеќе на домет на јавноста дека ке неа нешто внатре се случува, дека има одредени табори. Ако за одреден проблем ние имаме различни размислувања, тоа не значи дека има два различни табори. Дека треба кадровско доекипирање, освежување, тоа го покажавме и на Конгресот на 16 мај. Дадовме една нова сила, еден нов импулс, еден нов подстрек во целата таа приказна. И нормално дека секој пат може да се надградува самата структура во партијата и со нова енергија, и со нов елан, со нови кадри, меѓутоа тие кадри секако да бидат добро профилирани, чекор по чекор во самата партиска структура. Лукаревска, ова се за вас први избори како заменик председател на СДСМ, дел од најтесното раководство. Чувствувате одговорност за ваквиот изборен резултат? Ние грешките ги знаеме. Можеби на моменти бевме не до толку отворени со граѓаните за да дискутираме за најразлични проблеми. За нас НАТО и ЕУ беа постулатите на кои што функциониравме во целиот период. Ние успеавме да направиме и соодветни напредоци во сите сфери на општественото живење, по некој пат и на штета на СДСМ, односно на таа цела владина политика. Се анализирале состојбите, разговарано е, ке има дури и посебна соодветна седница на Централниот одбор за кој што ќе треба да се усвои извештајот од Централниот изборен штаб за изборите, така да тогаш мислам дека ќе се отвори уште една поголема дебата и врз основа на тоа ќе ги сватиме кои се грешките можеби, дали може да ги детектираме како грешки или наши заложби за доброто на државата кои што можеби ги почувствувавме, односно да речеме заради заштита на државниот интегритет, можеби потврдивме во некои други сегменти. Дали до вас како партија, како владеачка гарнитура допира ехото од незадоволството на граѓаните, од резигнираноста, од одредени погрешни политики, справувањето со пандемијата, можеби, енергетската криза, економската состојба? Пандемијата, енергетската криза се, да речем, светски планетарни проблеми се тие. Меѓутоа, она кое што го знаеме, видовме дека институции постапуваат и за наши функционери. Значи, имавме најразлични случаи. Законот покажавме дека важи еднакво за сите. Добро, се случи случајот Рашковски, па за медиумите да го уловат како се шета низ град. Добро, значи, сепак станува збор за постапка дека е спроведена. За овој друг дел, тука мислам не сум компетентна да кажам. Сепак постојат институции надлежни за тоа. Од 2017 година може да знаеме дека владата не е судија. Владата не е суд. Судските одлуки веќе ги носат судовите, односно судиите, а судењата ги вршат судовите. Мислам дека тоа беше нашата најголема борба. Оној кој што не го разбрал тоа, секако дека не може да биде дел од процесот. Пошто гледачи интервјуто со Сања Лукаревска, заменик председател на СДСМ, го правиме само неколку часа пред средбата на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев со председателот на Алтернатива Гаши.
Моите информации говорат дека алтернатива станува дел од владината коалиција, што значи дека актуелната владина коалиција ќе се прошири. Зоран Заев ќе биде премиер или ќе биде човекот кој ќе го предложи идниот негов наследник на новата влада? Сега за сега Зоран Заев е премиер во владата. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Министерот бектеши да ни кажи од каде купува, каде што не растат цените, затоа што ние сите другите го осеќаме растот на цените. Исто така, другиот министер во владата додаде дека ова е влада на Заев 3. Ова е нешто како филм Рамбо 1, 2, 3, Заев 1, 2, 3. Веројатно ова влада ќе ни скрши кичмата ако не ни беше претходно скршена. И едва чекаме да реконструкцијата да почне. Веројатно ќе биде некоја шаховска конј на G3, конј на G5. Пиуните се секој пат во прв ред на митинзи на интернет.